Основното училиште Братство беше домаќин на промоцијата на македонско-албански и албанско-македонски речник. Целта е на овој начин да се зголеми интеракцијата помеѓу учениците и наставниците. Градоначалникот Богоев со целосна поддршка за вакви и слични проекти. Јас прво ми е многу чест и задоволство што сум денес тука и што ова се случува токму во училиште кое што е на територија на општина Карпош. Секако ваквите проекти се проекти кои што сите не сближуваат, ги тргаат оние замислени бариери кои што некогаш постоеле помеѓу граѓаните, особено помеѓу најмладите поради етничка или верска припадност, така да ова е една од оние работи кои што сите не прават еднакви, сите не прават исти, сите не сближуваат и дополнително ние олеснуваат комуникацијата за да можеме да комуницираме нормално на дневно ниво. Мислите ли дека помеѓу младите кои што учат во оваа школа ќе биде олеснета интеракцијата на овој начин? Дефинитивно и помеѓу младите и помеѓу професорите. Ова е една алатка која што буквално на сите ќе им биде од користа, на никому не прави штета. Дали ќе продолжите во иднина со реализација со поддршка на вакви слични проекти? Секако на територија на Карпош живеат граѓани од различни етнички заедници, а ние како администрација, јас како градоначалник сме администрација и градоначалник на сите без разлика на верска или етничка припадност. Не само што ќе поддржиме, туку и уште поинтензивно ќе продолжиме да работиме на вакви проекти. Проект менаџерот на Нансен диалогот за интеркултурна соработка Ветон Зеколи истакна дека со издавање на овој речник, учениците и наставниците во ова мултиетничко училиште ќе имаат можност повеќе да се сближат и да се подобри меѓусебната интеракција. Автори на речникот се Веселинка Лабровска и Бертон Сулејмани. По завршување на промоцијата, неколку примероци од речниците им беа поделени на присутните ученици.